По 16 години самостојност и независност и 13 месеци упорна работа на проектот лустрација, македонската јавност конечно го доби законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција или познат меѓу народот како закон за лустрација. Има ли вистинско расположение кај нас да се спроведе вистинска лустрација? Имаме ли доволно сили, мотив и капацитет да се соочиме со минатото и конечно да се исправат грешките и да се победат неправдите? Кој е против лустрација? Каква лустрација ни е на вистина потребна? Ова се само дел од тезите за нашата денешна дебата, значи за дебатата на Македонското радио. Наши гости овој пат би рекла најзасегнатите, некои од жртвите од следењето и контролата на тајните служби. Филип Петровски, поранешен пратеник и конзул во Њујорк, сега прв човек на градската библиотека Браќа Миладиновци, и Цветин Чилиманов, новинар и истражувач. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата. На 6 февруари минатата среда и официјално законот за лустрација стапи на сила. Законот е значи пред нас, оно што сега следува е она најважното, како ќе се спроведе, како ќе се имплементира. Што значи за вас самиот факт што Република Македонија последна во регионов го донесе законот со кој конечно ќе треба да се објават имињата на соработниците на тајните служби, односно на кодошите? Петровски, со вас. Па самиот факт што ние последни како држава го донесовме овој закон е доволна индикација за тоа какви се процесите во Македонија како независна држава. 16-17 години, иако привидно се представувавме како демократска држава, ние сепак не успеавме да расчистиме со сите оние инструменти, структури кои што го оформува, односно живеа во претходниот систем. Едноставно, после прогласувањето на демократска Македонија, тие само се трансформира, народски кажано се префарба и продолжија да функционираат и ден денеска функционираат. Тие правеа се за овој процес да остане забошотен, да не се заврши никогаш, или по можност да се дојде до некоја многу блага варијанта која што нема да има никакви ефекти врз нив. Така што ќе потсетам дека 2000 година се донесе закон за отворање на досијата водени од политички причини. И меѓу другото, тогаш и јас дознав дека едно такво досие имам, го добив на увид, со што сватив дека тие се уште делуваат. Значи, иако и уставот и сите законски регулативи го прохибираат таквиот начин на делување, тие се уште како инфилтрирани структури и до тогаш делуваат. Но имаше една работа која што не беше завршена со тој закон 2000-та. Се уште беа структурите заштитени, се уште беа имињата сокриени. Така што на некој начин се чувствувавме дека сме победиле, дека сме донеле нов квалитет во демократијата во Македонија, но и поради неискуството, но и поради манипулативноста вградена во целиот процес, која што нормално луѓето кои што го практицираат како процеси, како власт со искуство од 50-60 години, знаеа тоа да ни го сервираат, односно тој закон помина и не го заврши овој процес. Последица на тоа беше што и после 2000 година, иако да речеме првата влада на ВМРО ДПМН ја чувствувавме како навистина прекретница во демократско размислување во држава, и после 2000 година истите структури остана да се занимаваат во јавниот живот со животите на другите луѓе и нормално преку партиите да зрачат со влијание. Тоа и ден денеска е случај. Сега законот е донесен и самото име на законот кажува дека тој не е закон кој што е донесен за одмазда и за пуштање на крв во наводници земено, туку тоа е закон кој што значи дополнителен услов за занимавање со јавна функција. Но знаете како беше целиот процес, законот беше испратен, односно цело време омаловажуван или сопиран со објаснувања кои што навистина не држат, што за мене едноставно е индикација дека се уште тие структури во Македонија се многу силни и дека правеа и прават се за да тој процес се стопира. Но внимателните наблюдувачи на балканските прилики и секако на посткомунистичките транзициони прилики ќе забележат дека на сите држави кои што се определија за приклучување на демократската европска
цивилизација и достигнувања што ги гради Европа, да речеме, последните 2 века, не можеа да избегаат од услови кои што им ги поставија, некогаш отворено, некогаш полуотворено, во смисол да се ослободат од структури кои што во посткомунистички уредувања останале да влијаат врз системите. За мене беше многу индикативно што и Бугарија и Романија на некој начин по влезот од 1 јануари во Европската Унија беа принудени да делови, сегменти од овој процес на лустрација, односно откривање на имиња, објавување на интернет, зависно било која форма, но беа принудени да не го стават ад акта тој процес. Што значи дека процесот на лустрација можеме директно да го поврземе со напуштање на системот целосно, меѓутоа и со цивилизирање, односно враќање во некои демократски рамки и веројатно и како еден услов кој што не може да се одмине. И сега мислам дека сме на добар пат, но ни најмалку не сум сигурен дека е завршен процесот. Ова е само една фаза. Чигманов е новинар, истражувач, колумнист, би рекла, покрај Македонското радио, покрај колегите од Фокус, еден од единствените, односно малубројни новинари кои што нели бевме за да се спроведе процесот на лустрација, односно го поддржуваме овој голем проект. Воопшто како вие гледате на лустрацијата, како и во кој правец треба да се движи? Мора бидеме најасно што се работи тука. Значи се работи за еден систем кој што бил граден 50 и кусур години, че единствена цел е да се спречи создавање на опозиција во Македонија. Че се што може да заличи на организирано, финансиски моќно, интелектуално силно јадро на македонци кои што можат да бидат некој ривалитет на власта на комунистите, бил инфилтриран, бил апсен, бил прогонуван, бил прислушкуван, му бил уништувани бизнисите, ликвидации имало физички. Значи, тој систем си остана и после 91-а си остане во независна Македонија. И тоа е сериозна пречка за демократијата во Македонија. Ние имаме фрапантен податок дека десетици партии во Македонија се формирани од луѓе кои што се службено вработени во МВР. Тоа мислам, и тоа дури тој обидот на актуелната власт да расчисти со тие партии, да ги пензионира полициските партии, падна на Уставен суд, како и многу други работи што падна на Уставен суд. Но, ајде, тие минорните партии на страна. Нормално дека главното, острицата на овој систем била насочена кон најсилната партија. Филип тука може многу повеќе да каже за таа работа, кон ВМРО ДПМН. И ние имаме исто така еден фрапантен податок дека ВМРО ДПМН 3 пати победува на избори, но еве и овој пат очигледно дека по трет пат нема да успее да го заврши тој 4-годишен мандат. Првиот пат беше нека експертска влада со пола луѓе на председателот Глигоров уфрлени. Так. Вториот пат се случи војна. Така. Претходно имаше една серија скандали медиумски, паш токму и разузнавачки. Еве го третиот пат владеат, но преку некој нов систем на договарање на племенски собери со, не знам, мора да лидерите на опозицијата да одобрат секоја мирка и еве известно дека поради тие обструкции ќе дојде до предвремени избори, додека на пример кога нели социјалдемократите или поранишните комунисти, да не кажем реформираните, ќе дојдат на власт, они се завршуваат 4-годишен мандат без никаков проблем. Да, па нема кој да им прави проблем, бидејќи нели тие се многу ангажирани во правењето на проблеми на други. Петровски во 97 година бевте прв човек на барикадите, прв човек на протестите, од тука почнува и вашето полициско следење. Петровски, еве на македонската јавност само да соопштиме дека е првиот човек кој што своето полициско досие го отвори на свој блог на интернет, со оглед на тоа дека овде има и лична нота и емоција воопшто. Како се чувствувавте кога дознавте дека бевте следен од тајните служби? Знаете што, 2000 година кога го добив досието, со оглед на тоа дека има 28 години, ми делуваше многу симпатично. Знаете, млад човек со досие, во смисол еден студентски лидер, тоа така било секаде во Европа. Ете, доказ за радикализмот, за бунтовноста, за една нова енергија. Меѓутоа, како поминуваат годините, се повеќе ми тежи. Ми тежи во смисол што откривам нови и нови димензии. Гледам дека тоа не е баш така несериозна работа. Гледам дека при прочитувајќи